Драги браќи и сестри, постои некојаш суво богослужение. Кога едва ја чекаме проповедта да чуеме нешто силно, снажно, охрабрувачки. Има ли такви богослуженија? Но денес богослужението е поинакво. Барем мојот печаток е таков. Толку многу од тоа силно и охрабрувачки се спомна во првиот дел, па и дојде, еве, гледам скоро и 10 за 11, па сега ми дојде една мисла веќе да слегнам од тука и да не кажам ниту збора. Некојаш е незгодно тоа што ќе дојде време за проповед, а времето поприлично одминало. Така и денеска. И лично стои на ова место, се чувствувам малку непријатно. Зошто? Затоа што сака да каже нешто сериозно, а за тоа треба некое време. Па така покушава да скрати од својата проповед и на крај да не испадне сериозно тоа што сака да го каже. Но во секој случај се надевам дека времето кое што е пред нас ќе го оправда вашето внимание и вашето поверение со помош на Бога. Почнуваме. Денешната проповед се однесува на еден од 12-мината апостоли. Јас никогаш до сега не сум зборувал за апостол Тома. Или може би сум спомнал во некои проповеди, така, но денес апостол Тома ќе биде тема на наше проучување. Името Тома е присутно поприлично во нашиот град. Ако ве прашам, сигурно ќе се сетите на некој. Но впрочем и тука во црквата нашиот проповедник се вика Томе или Томо. Така нели? Проблемот е во тоа што поради одредени причини покрај апостол Тома, покрај неговото име е ставен атрибут неверен Тома. Јас некое време размислував околу тоа Томино неверство и одлучив заедно ова време кое е пред нас на некој начин да го видиме Тома од повеќе агли, не само од еден агол. И фала на Бога што имаме доволно материјал во Библијата за едно вакво согледување на неверниот Тома. И затоа денешната тема е нагласена како верата на неверниот Тома. Името на Тома во Евангелијата е спомнато 11 пати, ако читаме. Значи Тома е поприлично присутен во Евангелијата. И еднаш е спомнат во една друга книга. Во која книга? Во делата на апостолите. Благодаричи на ваквиот број на споменувања, имаме материјал за малку пошироко посматрање на апостол Тома и се разбира за наша практична примена и поука за нас. Во првите три евангелија, Матеј, Марко и Лука, Тома е спомнат само во списокот на 12 ученици, апостоли. Значи и Марко, Матеј и Лука ги редат имињата на апостолите и тогаш го спомнуваат Тома како еден од нив. Од овие три места ние немаме доволно материјал, освен да кажеме дека он бил, што? Еден од 12-мината апостоли или ученици. Благодарејќи на четвртото Евангелие по Јован, Евангелие по Јован, од некоја причина, верувам по вдахновеност или инспирираност од Бога, Тома е спомнат повеќе пати. И спомнат е повеќе отколку било кој друг од апостолите. Зошто Јован одлучил тоа да го направи? Он веќе имал, да така речам, 3 Евангелија напишено во своите раце. Затоа што неговото Евангелие е напишено дури на крајот, последно. Може би и тука лежат некои одредени причини. Но во 8 споменување на Тома од страна на апостол Јован имаме доволно материјал за анализа, за согледување на
Томината вера и проблемите во верата на Тома и да видиме каде тука лежи поуката за сите нас денес. Интересно е дека апостол Јован 3 пати покрај името Тома го става изразот кој? Близнак. Не знам дали сте го приметили тоа. Близнак. Во Библијата немаме објаснување зошто. Дали Тома навистина бил близнак, дали имал брат и сестра кои што се родени во исто време или ист момент. Не е нагласено тоа. Меѓутоа, како рековме, подобро Новиот Завет се објаснува ако одиме во оригиналниот текст, грчкиот јазик. Што зборува? Ако одиме во оригиналниот грчки јазик, таму ќе пронајдеме дека грчкиот збор или име Тома е Томас. И значењето на зборот Томас е близнак. Значи, како тогаш текстот би требало да гласи? Тука што е напиша. Текстот правилно би требало да гласи Тома, чие име значи близнак. Како што рековме, нема информации во Библијата и не можеме сега да претпоставуваме. Но јас ќе го искористам овој израз близнак за една практична примена. И затоа би се земал себе си како пример, не некој од вас за да може би не би се повредил. Јас не сум во ситуација да кажам дека сум близнак. Имам брат, скоро 4 години помал од мене. Но морам да кажам дека можам многу пати да се препознаам себе си како близнак. Тоа не е сега игра на зборови, туку тоа е сериозна порака за размислување за сите нас денес. Се тврди дека апостол Јован, секојаш кога ги опишувал настаните, кои ги немаат опишано другите тројца евангелисти, секојаш имал за нив така наречена двострука примена. Може би поради тоа Јован одлучил за Тома да каже дека е близнак. И на мојот пример, како сега тоа би изгледало. Физички рековме, јас не сум близнак. Но во праксата во животот многу често можам да видам како имам покрај мене еден друг Миланчо. Што тоа значи? Тоа сега е една сериозна работа на која што малку ќе се задржиме, во која може скоро секој еден од нас да каже дека на некој начин некојаш во животот бил што? Близнак. Има уште еден Миланчо. И еднаш гледате еден Миланчо, а другиот пат го гледате што? Неговиот близнак. И тоа е сериозна работа. Пред некое време така седев во едно друштво и разговаравме, и еден од учениците во разговорот се заврте кај мене и ми кажа: ова што сега го зборуваш, не го зборуваше минатиот пат. Тоа не беше за мене никаква пофалба, туку опомена, сериозна опомена. Овој човек кажа дека претходниот пат на истата тема зборував едно, а сега сосем друго. Кажа, ова е нешто друго. Па тогаш јас заклучив дека тоа е Миланчо близнакот. Има тука добра порака, драги браќи и сестри, која јас ја гледам кај скоро секој еден од нас. Дали си понекогаш брат и сестро близнак? Дали понекогаш си оставил печаток да она што го зборуваш и она што го работиш, да некој каже: па ова е иста лично, само што? 2 верзии. Разбирате ли за што се работи сега? Може би за тоа треба малку повеќе да размислуваме во нашиот живот. Добро, за да го објаснам и да го оправдам мојот наслов, верата на неверниот Тома, одиме во 4 места во кои апостол Јован во своето евангелие зборува за тоа. Првото место е во 11-та глава. Ајде да одиме Јован, 11-та глава.
Значи, зашто станува збор во ова 11 глава? Ајде да не читаме, доволно ли е познато. Зашто станува? Кога Лазар, Исусовиот пријател, што? Е тешко болен. Е тешко болен. Прво дошло порака дека е тешко болен. Кога поминале 2 дена, што рекол Исус? Ајде во Јудеја. Ајде да одиме во Јудеја. Кога Лазар умрел, било потполно јасно дека Исус е спремен да оди каде? Во Витанија. Во Витанија. Каде се наоѓала Витанија? Витанија уствари е предградие на Ерусалим. Некои си 20 минути до половина час одење од Витанија до Ерусалим. И сега кога учениците слушнале дека Исус сака да оди во Витанија, тие веднаш заклучиле дека тоа е страшна одлука негова. Поради што? Поради што? Затоа што знаеле дека Исусовиот живот е во голема опасност во околината на Ерусалим. Дека се плете мрежата и дека се спремни да го фатат Исуса и да го ликвидираат. Ова било многу близу до самиот крај, драги браќи и сестри, негов. Случајот со Лазар бил многу близу, во прашање биле само денови од Исусовото свечено влегување во Ерусалим, неговата смрт и неговото воскресение. Но во овој момент, во 8 стих се кажува: учениците му рекоа: Рави, јудејците сега сака да те убијат со камења, а ти пак одиш таму. Изгледа дека ова не го рекол само еден ученик. Овде кажува дека тоа го рекле кои? Учениците. Може би и самиот писател на ова Евангелие Јован имал таков став. Може би он бил во тој глас кој кажал: Исусе, одиш да извршиш самоубиство. Не доаѓа во предвид. Тие покушавале да го одвратат Исуса. И потоа во 11 стих Исус кажува: тоа им рече, а потоа продолжи: нашиот пријател Лазар заспа, туку одам да го разбудам. Кој сега реагира? Сега реагира Тома, драги браќи и сестри. Никој друг, туку Тома. И ова е едно од местата каде може да го гледаме Тома од други агли, од други страни. Овде не реагира Петар. За волја на вистината апостол Јован го спомнал само при крајот Петар. Дури крајот. И воопшто како и да не го споменува пред тоа. Тогаш му рекоа учениците: Господи, како пишува, ако заспал, ќе се разбуди. Се уште на нив не им се оди. А Исус им рече за смртта негова, а тие мислија за спиење во сон. И тогаш Исус им кажа: Лазар умре и одам да го пробудам. Ајде кај него. И тогаш Тома, што пише во 16 стих? Што пише? Тогаш Тома наречен како? Близнак. Еден од трите места каде што Јован Тома го нарекува близнак. И на грчки рековме што значи близнак. Томас или близнак. Тома бил близнак. Кога станува збор за човечката природа, јас ви гарантирам, драги браќи и сестри, дека има многу повеќе Томаси освен овој Тома кој што ние го знаеме во Библијата. И јас стојам пред вас како потенцијален близнак. А немојте и вие да си ги измиете рацете и да кажете јас не учествувам во идејата за близнакот. Многу пати гледаме две верзии за една иста личност. Како може тоа така? Како може таков да биде? Нели така многу често зборуваме за некој брат, сестра или некои наши познаници. Се разочаруваме кога некој гледаме дека е што? Близнак. Дека има две лица, дека има две верзии, дека е, со еден збор, лицемер. Тогаш Тома наречен близнак им рече на соучениците: да отидеме и ние да умреме со него.
да отидеме и ние да умреме со него. Како ви се допаѓа ова? Имаме две идеи за ова. Може би Тома е депримиран. Може би Тома е незадоволен од Исусовата упорност да оди. И кажува во ред, ако сакаш ти да одиш, тогаш одиме и ние. Ако ти погинеш, ќе погинеме и ние сите. Може би тука има песимизам, драги браќа и сестри. Може би тука има негативност. Но тука има една работа која сакам да ви ја кажам за Тома, а тоа е: кога станува збор за храброст, Тома добива 10. Тома добива 10. Се служувате ли со мене? Тој е единствениот кој се понудил дека ќе оди, па макар и да погине. Па макар и да погине. Тома за храброста добива 10. Тоа беше, значи, првото место и сликата за Тома се поправа. Така ли, драги браќи и сестри? Сликата за Тома малку од малку се поправа. Одим понатаму. Второто место е Јован 14 глава. Јован, ајде да отвориме сите што носиме Библија. 14 глава. Ова е многу посилно и многу подлабоко место, драги браќи и сестри. Веројатно она што се опишало во 14 глава е изговорено и се случило некаде помеѓу и опишано некаде помеѓу горната соба во Ерусалим четврток навечер и Гециманија. Значи, гледате временско-хронолошка ситуација. Исус го завршил обредот со учениците, оди низ тесните улици во Ерусалим, разговара со нив, го започнува своето охрабрување спрема нив и што им кажува на крајот? Што им кажува? Познати зборови. Да не се плаши срцето ваше. И тогаш тука наоѓаме 3 големи зборови. Повторно ќе дојдам. Се е тоа изговорено во овој момент, во овој период, драги браќи и сестри. И тогаш Исус во 4 стих кажува. Читаме 14:4. А знаете каде одам јас и патот го знаете, му вика на учениците. Кога Исус тоа го рекол, тоа го слушнале сите 12 ученици. Така ли, браќи и сестри? Он ми зборува на нив. Кој имал прашање за ова Исусова изјава? Тома имал прашање. И тоа на мене многу ми се допаѓа кога го читам овој текст, драги браќи. Знаете што? Кога имаме некакво прашање, кога имаме некаков проблем, и од тоа прашање и проблем произлегува некоја врста на сомнеш или сомневање, знаете ли што е правилно да направиме? Да прашаме. Јас сум сигурен, драги браќи и сестри, дека никој од нив 12-мината не знаел каде сега Исус оди. Тие биле збунети, тие биле уплашени, они се уште не можеле да сватат дека Исус што? Ке страда. А Исус кажува, вие знаете каде јас ке одам. И што кажува Тома? Тома е човек кој има прашање. И тоа е позитивно кога станува збор за нашите сомневања, кога станува збор за нашите проблеми. Прашај, брате и сестро, прашај. Немој да носиш во душата неразјаснета работа или неразјаснети работи. Ако молчиш, мислиш дека ќе оставиш добар печаток дека јас сум во ред и дека со мене се е во ред, а ти не си во ред. Проблемот е во тоа што не си во ред, а молчиш. Тоа е опасниот пат на сомневањето, во верзија на молчењето. Тома не молчи, туку кажува што? Кажува што? И Тома кажува, прочитавме Јован 14:4. Тома му рече, Господи, не знаеме каде одиш. Како можеме да го знаеме патот?
Благодарејќи на прашањето кое овде Тома го поставил, Исус ги изговорил, може да кажам, најпознатите зборови во цела Библија. Најголемите зборови. Бог на оваа земја кој што ги изговорил. Што рекол Исус? Јас сум патот, јас сум вистината, јас сум животот. Пред некое време умре помеѓу најголемите евангелисти, Били Греам, кој што му беше главна лозинка ова. Јас сум патот, вистината и животот. Мене ми се допаѓа Тома, кој поставил такво прашање, што Исус го предизвикал да даде еден таков суштински одговор. Ти можеш да бидеш несигурен, да гаиш сомневање, но е уште полошо од тоа да молчиш иако не бараш одговор. Исус на Тома, што му дава одговор, и тоа во текст како што е овој: јас сум патот и вистината и животот. Слушнав за еден муслиман кој постанал христијанин. И секако имало реакции помеѓу неговите ближни. И тука после некој негов добар пријател кој што ја искористил оваа прилика и го запрашал, му поставил прашање на овој муслиман кој постанал христијанин. Зошто тоа го направи? Нанесе срам на верата и на семејството. А бившиот муслиман кој постанал христијанин рекол: знаеш, тоа од прилика изгледа вака. Да предпоставиме, кажува дека ти одиш на некое патување. Одиш по патот и тогаш таму малку подалеку гледаш понатаму дека тој пат се разделува на два пата, или на две страни, или во две правци. И тогаш, кога си дошол многу близко и воопшто не си сигурен по кој пат да одиш, дали овој лево или десно, и тогаш одеднаш погледнуваш долу тука на земјата, каде е разделувањето. И тука на почетокот на едниот пат гледаш мртов човек кој лежи, и на почетокот на другиот пат гледаш човек жив кој стои. Да те прашам, кој човече го прашаш по кој пат да одиш? Тој зборувал за својот доскорашен учител кој е мртов, Мухамед. И за Исуса кој слушнал дека што? Дека е жив. Тоа е причината, му рекол, зашто јас ја донесов оваа одлука. Јас одлучив во животот да го прашам, живиот да го прашам, по кој пат да одам. Јас сум патот, вистината и животот. И сега одиме на третото место, на третиот текст. И благодарејќи на овој текст, овој настан и оваа ситуација, ние можеме да добиеме многу повеќе корисни поуки и информации за нас во врска со Тома и во врска со целата негова биографија. Зашто се работи овде? Се работи за денот на Исусовото воскресение. Исус се јавува после Исусовото воскресение. Исус се јавува во неколку ситуации. И тогаш доаѓа на кое место? Доаѓа во горната соба. Тоа е она иста соба во која Исус во неа им ги миел нозете на учениците. Колку временски била разликата помеѓу четвртокот и неделата? Неодамна тоа било, драги браќе и сестри, во таа соба. Им делел вечера Господова, им ги перел нозете. Но во овој момент во горната соба ситуацијата е сосема поразлична. Тие седат во една иста горна соба, затворени, и Библијата кажува од стравот еврејски. Нема ли тие страв еврејски, туку страв од евреите. Тие седеле и можам да замислам како молчеле. Од две причини. Биле шокирани и не знаеле што да кажат. Слушнале тек тук таму некои информации дека гробот е празен, но кој проблем го имале они?
тие го имале истиот проблем кој го имали и Тома. Од многуте детали кои ги читаме, нема разлика помеѓу 12 верни апостоли, 11 верни апостоли и 12-тиот неверен апостол Тома. Разбирате? Истите симптоми, само различна реакција. Они седат и молчат. И молчеле уште и од една причина. Затоа што се плашеле од другата страна на вратата некој да не слушне дека тие се овде во горната соба. И одеднаш меѓу нив кој доаѓа? Доаѓа Исус. Преку што? Преку затворената врата застанува. Ние никогаш нема, драги браќи и сестри, доволно да разбереме на оваа земја, а и на небото, како тоа е можно воскресното тело да поминува низ објекти на кои што за нас е неможно за луѓето. Застанал помеѓу нив и што им рекол? Мир вам. Што им рекол во четвртокот навечер, таму при крајот кога читавме, што пишуваш таму? Да не се плаши срцето ваше. А сега им кажува мир вам. Меѓутоа, тука се наоѓа уште нешто. Погледнете го тој текст од 19 стих од 20 глава по Јован. 19 стих го читаме. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани ученици беше затворена поради страф од јудејците, Исус дојде, застана насреде нив и им рече мир вам. И гледайте сега 20 стих. Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата и учениците се зарадуваа кога го видоа Господа. Откога го рече тоа, им покажа што на учениците? Им ги покажа рацете и ребрата. Зошто Исус на 11 ученици им ги покажал рацете и ребрата? Раните на рацете и ребрата. Како доказ. Значи, се сомневале и тие. Значи дека се сомневале. Не бил само Тома сомничав, драги братте и сестро. Симптомите на неверието било присутни кај сите од нив. Има само една разлика, а тоа е што Тома отворено разговара за својот проблем, за своето сомневање. И откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. И учениците, што пишува? Се зарадуваа. Кога се зарадувале? Кога? Кога им ги покажа раните на рацете и ребрата. Истото што Тома го барал малку покасно. Дали се служувате со оваа констатација, драги брати и сестри? Истото тоа, исти симптоми, истата ситуација, исто недоволно верување, истиот страх. И кога тој настан поминал, нив 11-те, кога го виделе Тома, му кажале што? Му кажале што? Го видовме Господа. Го видовме Господа. Зошто Тома бил отсутен од овој прв состанок? Сте го поставили тоа прашање. Тука можеме само да извлечеме една голема поука за сите нас. Да бидеме внимателни. Кога и да си отсутен од заедницата, брате и сестро, нешто ќе препуштиш. Дали ме слушате добро? Јас тоа ќе го повторам уште еднаш. Кога и да бидеш отсутен од богослужението или заедницата, нешто
ќе препуштиш. И оние кои не пратат и кои запаѓаат во различни кризи и ситуации во својата вера и одлучуваат да бидат отсутни. Кога и да си отсутен, а немаш причина за тоа, освен што си разочаран, имаш прашања и сумњаш во однос на браќата и сестрите и што и да е друго, си препуштил нешто што не можеш да го надокнадиш. Тома уште 7 дена живеел без што? Без Исусовите зборови. Мирвам. Јас овде имам една порака за себе. И уште нешто сакам да приметиме заедно. Воглавно кога Исус се јавува, драги брате и сестро, воглавном кога Исус се јавува, после своето воскресение, не им се јавува на поединци. Не им се јавува на поединци. Некој може да каже, па нема проблем, јас ке седам дома и Исус е тука. И во домот. Не, Исус не е дома. Тој е во горната соба. Драги брати и сестри. Не е дома. И тој воглавно се јавува кога има повеќе од нив ученици. Најмалку што биле, колку биле? 20 ученици на патот за Емауси. Тоа биле оние 20 ученици. Затоа што он го поштува тоа што го рекол, драги брати и сестро. Каде што се 23 собрани во мое име, тогаш? Аха. Оставам сами да одговорите. Како реагираш на своите сомневања, разочарувања? Како реагираш кога некој те повредил, кога не ти заблагодари за она што го работиш и што си го сработил во црквата? И што кажуваш? Океј, брате или сестро, следниот пат веќе нема да ме видиш во црква. Ке пропуштиш нешто што нема никогаш да го надоместиш и да го надокнадеш. Осаменоста не помага, драги брате и сестро. Во заедницата ќе ги надминеме кризите на нашата вера, драги браќи и сестри, само во заедницата. Тука. Браќи и сестри, ставам еден предизвик за вас сега во овој момент денеска. Најдете ми една и единствена личност, особа, која одлучила да ја напушти заедницата на Исусовите деца, братството и сестринството на црквата и дека он од тој момент понатаму ја ојачал својата вера. Не може. Најдете ми таква личност. Има некој таква личност да ми каже? А јас ќе ви најдам од оние кои што ја изгубиле заедницата со црквата, ја изгубиле заедницата со верата и заедницата со Исуса Христа. Ова е правило, драги брати и сестро. Ова е правило. И Тома е само потврда на она што се случило во она време. И тогаш го имаме она второ јавување, 24 стих, од 20 глава, што пишува. А Тома наречен, повторно како? Близнак. Еден од 12 не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа, го видовме Господа. А тој им рече што? Она што вие веќе го видовте, а тоа е неговите прободени раци и неговите прободено ребро, јас нема да го поверувам. Продолжувам со 26 стих. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече, што?
И Исус рече, повторна иста работа. Мир вам. Исус го повторува сето она што го направил за 11 ученици. Сега го повторува и со 12-тиот кој се приклучил. Исус не кажал, Тома, тогаш кога не беше во црква, а требаше да бидеш, јас сега не сакам тебе да ти дадам некој од тие екстра предности кои што им ги дадов на учениците. Не. Исус кажува, мир вам. И Тома сега, што? Го прима тој мир. И потоа му рече на Тома, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра. И не биди неверен, туку верен. Ние не можеме да видиме од овој текст дали Тома отишол и стварно ги ставил во ребрата и во рацете. Тоа не го опишува и не стои тука. И следниот 28 стих кажува, Тома одговори и рече, Господ мој и Бог мој. Драги брати и сестри, знаете ли како звучело ова во ушите на учениците и во ушите на Исуса Христа? Тоа е точно она кое во Стариот Завет се кажува за Бог Јехова или Јехве. Само во два нови грчки изрази, Кириос и Теос. Господ и Бог. И кога и да ги употребеле луѓето, во она време овие два изрази, два збора Кириос и Теос, зборувале за оној кој е вечен, кој е непроменлив, кој не е створен, кој ги носи сите атрибути на Божеството, кој не е во ништо помал од она што значи Бог. Каква изјава, какви зборови на еден Тома. Вие може да приметите дека јас се обидувам да го рехабилитирам Тома, драги браќи и сестри. Што ќе правиме со сомневањето? Едно практично прашање, што со сомневањето? Се сетив овие денови на една мала книга која што добро ја знаеме, и мислам дека на сите ни е прочитана, Патот кон Христа. Има едно поглавје таму, во неа, таму при крајот, кое носи наслов што да правиме со сомневањето. И го зедов повторно тоа поглавје по кој знае кој пат и почнав да го читам. И го прочитав. И заклучив дека поголемиот дел од поглавјата се занимава со проблемот кога некои одредени места во Библијата не можеме да ги разбереме доволно. Кој што исто така може да предизвика прашања. Но што тоа значи? Што тука пишува? Имаме ли прашања такви? Имаме, драги браќи и сестри. Нема ништо негативно во тоа да прашаме и да се посомневаме. И интересно е дека тука стои следната реченица во тој текст. Бог никогаш не ја отстранил можноста за сомнеш. Бог го ставил тоа за да ти имаш, брате и сестро, прашање за него. Постои два начина како тоа да го решиш или да се реши од наша страна. Да кажеш, ова Библија е полна со нејасноти и контрадикторности, и одлучуваш да ја оставиш за некое време настрана, или сериозно да се молиш и да листаш и да бараш одговори на сите твои прашања. Тоа е Томиниот рецепт кој е во ред, драги браќи и сестри. На крајот на краиштата, зошто се пофалени оние од Вереја? Зошто? Павле кажува. Отишле дома и што правеле дома? Дали тие отишле со сите одговори дома? Не. Испитувале што Павле им зборувал. Од тие прашања произлегува и сомнежот, кој не мора да биде негативен или катастрофален за нас, драги брати и сестро. Ако одлучиш да го гаиш сомневањето, ако одлучиш да се занимава со сомнеж, ако одлучиш така да ја читаш Библијата, да ги наголемуваш нејасните работи и сомнежот твој, да биде се поголем и поголем,
Тоа е погрешниот пат по кој ќе одиш. Но ако си искрен, ако имаш сомнеш и имаш прашање, и бараш одговор во молитва, и во проучување на Божјата реч, и во разговор со другите, може би постари и поискусни, тоа е позитивна работа која јас можам да ја видам кај Тома. Кога твоето сомневање станува проблем? Кога остануваш да живееш со сомнешот. И тогаш одлучуваш да не комуницираш со црквата и со своите браќи и сестри и одлучуваш да бидеш сам. Да ви кажам нешто, браќи и сестри. Ние сме делови на Христовото тело, така нели? Има една глава, еден одсек за кој што зборува Павле. Ние сме делови на Христовото тело. Сега, како што седиме ние овде во црквата, ние сме правилно распоредени еден покрај друг, како вистински делови на телото, кој што секој си ја наоѓа својата примена за она што е задолжен. И секој допринесува за телото, за Христа, односно за црквата. Тоа се делови кои се заедно на телото. Ние сме тоа. Дали има нешто, прашање, позитивно? Дали има нешто со надеж? Дали има нешто добро, драги брате и сестро, кога гледаме расфрлани тела? После некоја несреќа или после некоја експлозија? Ништо пострашно, ништо побезнадежно, ништо понесреќно нема од растурени, раскинати и расфрлани делови кои веќе не се дел од телото. Има тука поука за нас, драги брате и сестро. Но имаме уште едно место каде се спомнува Тома. И јас го сакам тоа место кое стои во 21 глава. Исус им се јавува на учениците каде? На езерото. Исус е се уште тука. Воскреснал, но се уште не отишол на небото. И во вториот стих Јован ги споменува колку? 7 од нив. Кој е првиот? 7 од нив. За четворицата не знаеме зошто не се тука. За оној другиот, јас знам. Вие знаете ли? За Јуда зборувам. И кој прв се споменува во вториот стих од 21 глава? Беа заедно кои? Симон, Петар и кој? И Тома. Некако за Јован Тома е многу важна личност во неговото Евангелие. Така барем јас имам впечаток. И тука е Тома, наречен како? Близнак. Немојте тоа да го заборавиме. Војна личност. Немојте тоа да го заборавите, драги брати и сестри. Тука е Натанаил од Кана Галилејска, синовите Заведееви и други двајца од неговите ученици. И потоа Петар кажува што? Кој прв дал идеја да го најдат, да ги земат своите чамци и мрежи? Петар. Тој прв рекол, одам да ловам. А Тома што рекол заедно со сите? Идам и јас. Нема разлика. Нема разлика. Сите. И ја поминале ноќта. Бројот 7 што означува во Библијата? Совршенство, полнина. Но била потполна неуспешна ноќ. 0. Бројот совршен, а резултатот 0. И потоа Исус доаѓа. Сите овие места каде Тома се споменува во Јовановото Евангелие е воглавно кога Тома доаѓа со Исус во контакт. Тука е Исус, тука е Тома. Тамо е Исус, тамо е и Тома. Ако се сомневаш, држи се и понатамо за Исуса Христа, затоа што нема друг пат. На почетокот на сите други патушта се само мртви луѓе, драги брате и сестро. Кој да го прашаш освен оној кој е жив? Тоа што е овде прекрасно е тоа што Исус доаѓа во акција на спасување на своите ученици.
А кризата се зголемила со тоа што имале ноќ во која што ништо не уловиле учениците. Сите биле рибари, а ништо не уловиле. Ништо без Христа. Исус доаѓа и прави чудо. И наловот и ловот наловуваат мноштво риби. И тука јаделе. Кој ги служи тука? Кој ги служи? Кој е кувар тука? Исуса Христа. Исуса Христа ги послужил тие да јадат. Неверојатно е каков Бог и Спасител имаме. Ги спасува своите деца. Исус доаѓа на тоа место. Исус доаѓа да ги бара. И можел да им одржи сега големи лекции за неверството. Како бедно се разбегале во четврткот навечер. Како освен еден ги немало под крстот. Како се сомневаат, како се плашат. Наместо тоа, што направил Исус? Што направил Исус? Исус дошол. Исус дошол. Исус е во спасувачка акција. Тоа е прекрасна поука за тебе и за мене. Ако си во криза, ако имаш неуспех, ако здравието твое е такво што имаш прашања и сомневања зошто е и како, Исус доаѓа во акција на спасување. Тој ќе дојде и ќе ти каже: барај, моли се, размислувај, поставувај прашање, разговарај со другите. Немој да останеш во сомневањето додека тоа не биде решено. Филипиенси, а со тоа и ќе завршам и уште со еден стих и неколку реченици ќе завршам. Христијански писател, долго време живел во државата Колорадо. И во своето пишување кажува дека Колорадо може слободно да се каже, да се нарече држава на планини. На територијата на Колорадо има 54 планини кои се повисоки од 14.000 стопи, што значи над 4200 метри. Планини преку 4000 метри. Ние знаеме дека во Европа доминираат кои? Алпите. Алпите. И од прилика таа висина се движат. Кој е највисок тука врв? Монблан. Со колку? Со 4807 метри. Добро, не е лошо и како информација да го знаеме. Но Колорадо 54 планини. И кажувам, многу често се качував на овој писател, се качував на планините. Но кажува, бев многу изненаден. Кои се качува и како се качуваат луѓето. Гледам луѓе со обични патеки, со шорцеви, со мајца, без палто кој ги штити од дождови, со само едно мало шише со вода и кажува некаде кај 11 часот и почнуваат да се качуваат, одат на кај планината. И кажува, тоа е апсолутно и тотално незнаење за еден планинар. Тоа е смешен туриста, кој нема поима, кој нема компас, нема мапа и не знае што прави. Каква беда е тоа од еден алпинист, од еден планинар? Поради што? Кажува дека на планините се оди рано наутро. Рано наутро. Значи, на планините на Колорадо е најопасно кога ќе помине пладне. Кога ќе помине пладне. Потоа се оформуваат страшни облаци, бури, невреме во планината, леден дожд, грмотевици и така натаму. И оваквите туристи се првата жртва на незнаењето. И потоа кажува, во моето соседство има еден човек кој ми е добар пријател, а кој е доброволен член на друштвото наречено Горски спас. Горски спас. Тоа е служба која е опремена со и медицински обучена, која интервенира да ги спасува оние планинари кои залутале или западнале во криза. На секакви работи се нагледавме, кажува тој. Ги гледавме тие јадни смрзнати туристи, само што не умреле. И кажува она што е интересно, никогаш, ама никогаш ние од Горската служба за спас не сме читале никаква лекција на оние кои сме ги нашле во бедна состојба. Ние никогаш не сме ги срамотиле, никогаш не сме ги критикувале. Не може да се случи оваа служба за спас да каже, види каков си.
Гледаш ли во какво време си тргнал? Значи кажува, пред да дојде рано попладне, сите планинари знаат дека треба да се вратат назад поради бурата која доаѓа. И тогаш кажува, ги наоѓаат залутани на стазата и големиот дел од нив даваат некој сигнал. Или е тоа во викање, или со свирче, или со запален оган, позив за помош. И тука е интервенцијата, тука се спасувачите. Ова ме подсетува, драги брати и сестро, на Исусовата мисија на спасување. Дошол и ги нашол учениците и немал за нив ниту еден збор на критика. Но, драги брати и сестро, Бог е се уште во служба на спасување. Тој се уште ги бара и ги наоѓа оние кои што се неспособни, необучени, неспремни, недоволно храбри, недоволно научени. Но да, ние адвентистите сме специјалисти за припремање во неволите. Така ли, драги брати и сестри? Специјалисти сме. Колку и да сме си припремале, јас сакам нешто да ви кажам. Ако не дојде службата за спас, тогаш ни нема спасение, ни нема спас, драги брате и сестри. Тогаш ни нема спас. И конечно има уште едно место. Времето истече. Дела апостолски, 1 глава. Тука се учениците 12. Јуда добил замена. Јуда добил замена, на Маслинската гора го поздравуваат Исуса кој заминува и се завратуваат и одат каде? Каде? Во горната соба. Биле во четвртокот, таму биле и во неделата, сега после разделувањето од Исус, повторно се во горната соба. И мене ми е многу мило кога се спомнуваат имињата кои се повторно тука. И кога влегува во куќата, се искачија во горната соба, каде живееја Петар и Јован, Јаков и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков и Алфеев и Симон Зилот и Јакововиот брат Јуда. Браќа мои сестри, тој Тома, за кој најчесто зборувавме дека е неверен Тома, го затворил кругот. Дали ме разбирате? Од сомневања, од прашања и од неверства, до верност и оданост. Тома го затворил кругот. Предизвикот за тебе и за мене е немој да го оставиш кругот отворен. Немој да се занимаваш и да гаиш и да го храниш своето сомневање за да биде се поголемо и поголемо. Прашај, моли се. И ако бидеш во голема сериозна криза, неприпремен, несигурен, има еден од службата за спас, кој ќе интервенира за да те најде таму каде што си, колку и длабоко да си пропаднат. Затворен круг, тоа е нешто што многу ми се допаѓа. Но сето она што го дознавме, беше доволно, драги брати и сестро, да го анализираме ликот на Тома и воедно да извлечеме неколку совети и поуки за сите нас од тоа. Браќа и сестри, нека Господ не благослови и нека биде со нас во моментите и кога имаме две лица и кога сме близнаци. И нека Господ биде со нас кога имаме и сомнеш, кога имаме проблеми, кога имаме прашања. И нека Господ ни помогне како Тома да го затвориме кругот. Амин.